господин Никола Николовски. Ти поздравувам господинот Мао Чейвен, советник во амбасадата на Народна република Кина во Република Македонија, директорот на Конфуција институтот при Универзитетот Свети Кирил и Методий, професор доктор Ли Јао Вен и професор доктор Владко Стоилков, македонскиот директор во Институтот Конфуција при Универзитетот Свети Кирил и Методий. Секако и представниците на колегиумот при истиот универзитет. Почитувани присутни, веќе стана традиција значајните настани од односите меѓу Република Македонија и Народна република Кина, нашето друштво веќе одбележува со пригодни манифестации. Така и денес се собравме овде заради племенит и весел повод, а тоа е пролетниот фестивал, кој ќе го одбележиме со пригодна програма. Друштвото за македонско и кинеско пријателство и соработка постои веќе 25 години. Можете значаен јубилеј, бидејќи оваа година ќе го одбележиме овој јубилеј заедно со одбележувањето 25 години воспоставување на дипломатски односи помеѓу Народна република Кина и Република Македонија. Значи, два повода за едно чествување. Тоа ќе се случи во чинам септември и октомври месец во Македонската наука, во Македонската академија на науките и уметностите. Нашата програмска определба е да ги одбележуваме важните настани на пријателскиот кинески народ, како што е националниот празник на Народна република Кина 1 октомври и пролетниот фестивал, односно кинеската нова година, и се разбира сите оние значајни празници кои што ги чествува пријателскиот кинески народ. Дами и господа, ние членовите на Друштвото за македонско и кинеско пријателство и соработка сме ретко привилегирани да славиме не една, а 3 нови години. Календарската на 1 јануари, старата нова година на 14 февруари и сега кинеската нова година. Но за овој убав настан, најнапред би сакал само кратко да ви сообштам, бидејќи на самиот почеток беше убаво објаснето за овој празник, би сакал да кажам дека кинесите ја прославуваат својата, според мојата евиденција, 4715-та нова година. Ова е година на кучето. Кинеската нова година, позната като пролетен фестивал, почнува на денот на првото годишно радење на новата месечина. Новогодишните празнувања траат 15 дена и завршуваат со така наречениот фестивал на лампиони. Прославата традиционално е проследена со религиозни церемонии и огномети. Кинескиот календар датира од околу 2600 години пред нашата ера и е базиран на астрономски наблюдувања на движењето на месечината и Сонцето. Кинеската лунарна година е составена од 12 месеци по 29,5 дена. И за да ја следи природната соларна година на секои 2,5 години се додава по уште еден месец, поради што кинеската нова година секогаш се прославува на различни датуми. Времето според кинескиот календар се смета во циклус од по 12 години, од која секоја носи име на животно. Според легендата, Буда пред да замине од земјата ги викнал сите животни за да се прости. Само 12 животни дошле да го поздрават, зашто тој, како награда, им посветил по една година. Првата година е нарекол според Стаурецот, кој прв дошол да се поздрави, втората во бик, а по нив светуваат тигарот, зајакот, змеот, змијата, конјот, козата, мајмунот, петелот, кучето и свињата. Како што кажав, оваа година е година на кучето. Во оваа пригода, како председател на Друштвото за македонско и кинеско пријателство и соработка, сакам на пријателскиот кинески народ да ја честитам новата година со желби за добро здравје, просперитет, мир и благосостојба.